Промените во даночниот и пензискиот систем што во саботата ги најави владата се една од темите во фокусот овие денови. Експерти и граѓани излегуваат со првични ставови и коментари за објавата дека се воведува втора повисока стапка на персонален данок со која ќе бидат опфатени приходите на граѓаните над 90.000 денари месечно, дека се зголемуваат придонесите на плата за 0,5% како мерка за стабилизирање на пензискиот систем, дека се воведува така наречена социјална пензија за сите со наполнети 65 години и барем еден ден работен стаж. Кои се анализите врз основа на кои владата влегува во овие промени, кој што добива, а што губи, вечерва разговараме со министерот за финансии Драган Тевдовски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Добро ве најдов. Во ова, еве вие ја нарекувате реформа, има и идеолошки примеси, типични за левичарите, за социјал-демократите, со оглед на тоа што во владата има и, ќе кажам, представници на крупниот капитал, еве во лицето, например, на вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев, а и премиерот Заев, може би, со оглед на семејните фирми, може да се вброи во таа категорија. Може ли да заклучуваме дека левичарите Тевдовски и Царовска ги победија представниците на крупниот капитал Ангјушев, па и Заев? Прво, мора да се каже дека праведно оддавачување, ова што ние го предлагаме, постои во Соединетите Американски држави и тоа постои низ многу години, независно кој е на власт, дали се левичари или десничари. Значи, предлогот кој што ние го даваме е иманентен за Европската унија, например, постои во Германија, така да ја не би се сложил дека ова е само предлог на социјалдемократи. Ако веднаш ќе одговорам на прашањето, ова е пред се став на владата. Ако до сега, еве можам јавно да кажам дека и при креирањето на програмата на владата ние имаме и внатре одлична соработка и со вице-премиерот Кочо Ангјушев, но секако дека имаме одлична поддршка и верба во овие идеи од премиерот. Тоа не треба да биде никаква дилема и јас би сакал да потенцирам, бидејќи тоа и во јавноста мора да знае дека рамниот данок кој што постоеше тука со години е карактеристика на поранешни социјалистички земји. Значи, поранешни социјалистички земји, повторувам, кои што во последниве години се одлучуваат да одат према праведно оддавачување, додат напред, како што тоа го прават многу по-просперитетните држави од нив. Еве, и тоа да не одиме далеку, сега да не земаме некои примери, например, во нашето соседство, Албанија, во 2014 година, рамниот данок го замени со прогресивен и тоа многу успешно го направи тоа и од тогаш бележи одлични резултати. Министре, зошто не е праведно оддавачување тоа што 10% од 100.000 се 10.000 и 10% од 20.000 се 2.000? Значи, оние со повисоки примања и сега плаќаат повеќе, иако даночната стапка е иста. Јас верувам дека ќе се согласите дека и живот со 200 евра не е исто со и животот 20.000 евра или повеќе. Апсолутно, тука можем ја да давам и многу други економски коментари. Например, во теоријата, кога гледате за даноците, луѓето кои што имаат понизок доход, тие целиот свој доход го употребуваат во купување на неопходни производи, на добри услуги, а практично, ако им постои рамен данок, како што беше кај нас, буџетот главно се полни преку индиректни даноци, практично повеќе во релативен износ во однос на својата доход, го полнат посиромашните, луѓето со понизок доход, и ако ги погледнете по-просперитетните земји, тие што повеќе пати заодале од нас, ќе видите дека кај нив е обратното, значи буџетите повеќе се полнат од директни даноци, како што е овој персоналниот данок на доход, а многу помалку од даноците на потрошувачка, бидејќи е така поправено. Сега да биде чисто, значи нашето решение е
умерено. Мислам и тоа би требало да го кажеме. Да, вие велите дека поедноставено станува збор за прелевање на парите од побогатите кон посиромашните, но овие побогатите може да добијат и друга квалификација, да бидат, да речеме, квалификувани како најуспешни, луѓе кои што успеале во бизнисот. Па сега прашањето би било зошто успешните, условно кажано, да се казнуваат? Прво, значи, ние употребуваме термин граѓани кои што имаат највисок доход и тоа прагот на праведното оденачување ќе ги опфати тие кои што имаат кои што се во 1% со највисок доход. Еве, ние извадивме анализа каде што може убаво да се види, таа е на база на податоци на УЈП, дека тие во 2017 година заработувале некаде 4468 евра месечно, во просек, што е за 14,4 пати помалку од просекот на државата, кој што изнесува некаде 311 евра и што е многу важно да се каже дека 70% од нашите граѓани во истата година нивното месечно примање било пониско од 311 евра. Сега, јас, бидејќи отворивте неколку работи, сега, кога зборуваме за успешните, дали мислите вие дека Америка ги казнува успешните, што има праведно оденачување и тоа со многу поостри стапки него ние што ги предлагаме? Дали Германија ги казнува успешните, што има многу повисоки стапки на прогресивно оденачување? Апсолутно не. Едно од работите кои што овие денови, од кога отворивме дебатата, значи ја слушаме во јавноста дека ова ќе создадело младите да се иселуваат. Добро, каде ќе се иселат? Или нашите млади луѓе, знаете ли зашто се иселуваат? Се иселуваат бидејќи тука немаат квалитетно образование, квалитетно здравство, немаат адекватни услуги кои што ги добиваат. А зошто е тоа така? Потоа повторно доаѓаме до приходите во буџетот и како тој се полни, а рамниот данок и оваа политика на ниски буџетски приходи не остави најниски во Европа, дозволете ми само да довршам, да не можеме практично државата адекватно да ги реализира, да направи квалитетно образование, здравство, социјална заштита. Проблемот е сериозен, бидејќи најдоходовните успеваат, или дел од нив, не велам дека целиот 1%, може само еден дел од нив, своите деца, знаејќи дека ова го руши, значи тоа што постоеше со години го руши системот на општеството, тие своите деца ги запишуваа во приватни училишта, во приватни градинки, во приватни средни школи. Сега јас ќе ви кажам дека јас со министерска плата не можам да си дозволам моите деца да ги праќам во приватни школи, а исто така плата која што е многу висока, а може да замислите што е со останатите луѓе. Да. И тие, но ова е најбитното што сакам да го кажам. Тоа значи, знаете што е важно, еве Светска банка, ПИСА покажуваат дека Македонија, образовниот систем, еден од практично е најлошите. Тоа значи дека децата кои што одат во нашиот систем не се создаваат добри вештини, знаења. Нивните знаења и вештини зависат од тоа каков тие во иднина живот ќе имаат. Ова не смее да продолжи понатаму, бидејќи оваа политика на рамни даноци го руши нашето општество. Ние ова што го предлагаме не е никаква новина, значи постои во Америка, доминира во ЕУ, да. И морам да кажам, бидејќи еве ова го повторив, ќе кажам дека праведни даноци, прогресивни, постоеле и во Македонија. Така мислам дека не треба да има толку страх. Да, една од основните логики кога се воведува нова стапка на данок, во овој случај вие не сакате да зборувате за зголемување на даноци, зборувате за праведно оданочување, но де факто се воведува нова стапка. Се очекувањата дека државата ќе обезбеди подобри сервиси. Тоа за што вие зборувате меѓу другото, подобро јавно здравство, подобро јавно образование. Но како да бидеме убедени дека парите на вистина ќе бидат употребени за тоа? Бидејќи ако не секојдневно често слушаме примери за тоа дека парите што и сега се прибираат не се трошат најрационално. Значи, ајде прво со првиот дел од вашето прашање, потоа вториот. Овде може да се види, би сакал да фати камерата, вкупна ефективна даночна стапка на населението во Македонија. Значи, ова е практично даноци и придонеси.
некои кои што овде влегуваат, некои кои што работат за минимална плата. Тие плаќаат ефективно по даначна стапка од 17,8%. Овие се точни бројки. Како некој заработува повеќе, му се зголемува ефективната даначна стапка, кога доаѓаме кај 1%, ова е кај нас тоа што не треба да биде, практично е регресивноста на системот, дека тие кои што најмногу добиваат, практично ефективно плаќаат пониска даночна стапка, тој највисок 1% кој што кажавме дека заработува месечно доход од 4.468 евра, плаќа по пониска даночна стапка, дури од некој кој што работи по минимална плата. Ова е првото. Значи, да, апсолутно ни треба да воведеме праведност. Значи, тоа е првото. Сега второто. Ова вие што ме прашувате, тоа постои во секој учебник по јавни финансии и тамо вела дека даноците мора да бидат баланс помеѓу неефикасноста на пазарот и неефикасноста на институциите. Ние знаеме дека, веќе сме година и пол на позиции, знаеме и се боревме да ги подобриме институциите. Но според нас борбата е паралелно да се движат двата механизма, значи паралелно да ги подобруваме ефикасноста на институциите, но не смееме да речеме ајде ние сега ќе подобруваме, па по 10 години ќе пробуваме да водиме нешто. Ќе ви кажам зошто. Дозволете само заради динамика. Вие слично зборувавте и кога јас големивте акцизата за дизелот. И тогаш таа доби име екоакциза. Еве сега Скопје и другите градови се соочуваат со истите проблеми. Прекинавте. Значи, апсолутно, ние како финанси направивме сериозни промени во поглед на фискалната транспарентност. Ако порано, значи, беше Македонија во секој извештај на ЕУ, можевте да видите дека зборуваа дека не постои или е многу лоша фискалната транспарентност. Денес ние со редица на чекори од објавување на извршувањето на буџетите месечно и квартално ниво, до барање и веќе во закон тоа стои сите да мораат своите договори, анекси за јавни набавки да ги објавуваат на веб сајтови. До граѓански буџети, значи постоела редица мерки кои што ја засиливме транспарентноста. Па на крајот и порано никој не знаеше колку министрите трошат. Сега во моментов имате постојано извештаи за детали на трошењето од министрите. Тоа значи дека ние ги превзимаме двата чекори и за подобрување на транспарентност, кои што во основа транспарентноста значи дека јавноста ќе прави притисок за што поефикасно да се трошат парите, кои се на граѓаните. И второ ќе ви кажам зошто овие општества кои што зборуваме дека се поправедни, како американското, како во Европската унија, ова функционира, бидејќи според мене голем проблемот е што низ многу години во Македонија, тие кои што биле стварно имале моќ, имале позиции, имале дури пари да влијат, да бидат подобри работите, единствено барале, јас да плаќам што е можно помалку и да плаќале најниско според ефективна даночна стапка, но велеле, институциите, политичарите нека прават што сакаат. Сега во овие општества каде што се поправедни, таму идејата е дека ако некој заработува повеќе, тој треба да плати повеќе данок, но исто така и тој ќе прави притисок и ќе бара од институциите тие подобро да ги трошат нивните пари. Транспарентноста е предуслов или да кажам прв чекор пред да може да се зборува воопшто за домакинско трошење на јавните, на граѓанските пари. А велат дека пред воопшто да се влезе во повисоки даноци, треба да се убедат на вистина граѓаните дека владата така ги троши парите. Ама вие изова ако може. Да, ама не, дозволете ми, вие имате на пример министер, да, вие ги објавувате трошоците на министрите, ама имате министер што не доаѓа на работа. Вице-премиерот Хазбилика не оди на работа, а зема плата. Тоа не е рационално трошење на јавните пари. Например, исто така, дел од граѓанските здруженија кои што работат на мониторинг на тендерите, на јавните набавки, излегува со примерот со договорот за 45 автомобили на оперативен лизинг, кој што за 3 години веќе чини 1.800.000 евра или околу 40.000 евра по автомобил, што веројатно кога ќе се направи ЕСАП би било пологично владата да ги купи тие автомобили отколку да ги набави на оперативен лизинг. Јас верувам дека би требало и вие јавноста да се согласи со мене, дека транспарентноста во оваа година и пол е значајно многу зголемена и дека
по ефикасноста на трошењето е подобрена. Ја не викам дека е на ниво кое што би сакале да биде, но и граѓанските организации и вие би требало да бидеме искрени да кажеме дека има подобрување, значајни подобрувања, кои ние еве во Министерството за финансии работиме сега. Трезорот на Министерството за финансии, неговите трошења во детали да бидат објавувани на вебсайт. Кога ова го кажавме пред 2-3 години, зошто? Бидејќи лично веруваме и луѓето кои што се во институциите и во владата веруваат дека тоа е начинот за Македонија да биде подобро општество. И за тоа не треба да има дилема. Но ја кажувам, тоа е едната страна на одравенката. Другата е дали ние сакаме сега да преземеме нешто кое што постои, кое што успешно функционира во многу попросперитетни земји, во земји каде што граѓаните имаат повисок животен стандард. И за нешто би сакал за тоа да нема дилема, вие велите повисоки даноци, апсолутно не се повисоки даноци, бидејќи за мнозинството граѓани, значи огромното мнозинство на граѓани ќе се остане истата даночна стапка и за тие нема да плаќаат никаков повисок данок, туку ние тоа јасно го кажавме на пресконференцијата, даночното ослободување на платите ние го зголемуваме. Тоа беше една од препораките на ММФ, кои што ни велеа дека тоа треба да го направиме, практично данокот кој што ќе го плаќаат оние со најниски плати, практично за да може и полесно да се вработуваат, да биде помал. Тоа е превземено, така да даночното ослободување кај платите е зголемено од 7.500 на 8.000 денари. Има други експерти на кои што им е близок овој концепт на прогресивно одедночување, кои што велат дека прагот од 90.000 денари е поставен пак превисоко, затоа што првично и се зборуваше за понизок праг од 60.000 денари, па велат, можеби требаше да се размисли прагот да биде понизок или да се воведе уште една меѓустапка меѓу 60 и 90.000 денари. Дали на крај сепак станува збор за еден вид на политички компромис овој праг од 90.000 денари, кој што реално еве како што велите ќе опфати 1% од граѓаните? За мене е најважно што праведно одночување во Македонија, еве, ако дебатата помине како што треба во јавноста, ќе биде воведено и тоа е големиот чекор напред што ќе биде направен во Македонија. Сега околу прагот се разбира дека ние се зборуваме дека дебатата ја отворивме од саботата, но да бидеме искрени, дискусија во јавноста постои веројатно 2 години. И тоа што ние го кажавме во февруари-март, ја слушнавме јавноста, бараше повисок праг и го прифативме. Мислам дека на крајот големата промена во Македонија ќе биде воведување на праведно одночување или не. Ви забележуваат дека сте влегле во ова без претходна јавна дебата и дека ова е еден вид на шок и изненадување за засегнатите во општеството. Во основа, значи, стварно дебата за праведно одночување постои од кога бевме во опозиција, значи беше многу дебатирана при формирањето на владата и после тоа. Еве имавме исто така доста дискусии и во февруари-март, и да биде Министерството за финансии на ниво на институцијата, од кога формално ја отворивме дебатата од саботата. Ние, како за никој закон до сега, верувам, ниедна институција тоа до сега не го направила, не само што го објавивме предлог на законот, сепак мора да биде јасно за јавноста, ова е предлог со кој што излегува Министерството за финансии. Ако некој вели дека немало дебата, значи ова е дебатата. И ќе заврши, ако дојде до усвојување на закон на влада, потоа на собрание, значи апсолутно, јас сум и тука за да ги слушнете моите мислења, веројатно ќе имаме и дебати со различни луѓе и што е најбитно, еве, ја донесов некои од материјалите кои што се поставени на сајтот на Министерството за финансии, значи имаме брошури каде што на поедноставен јазик се сведени промените, се дадени објаснувања зашто го правиме тоа. Исто така имаме многу бројки, графикони. Мислам дека ова е пример како треба да се
зборува и транспарентно јавноста да се информира доколку сакаме не само за праведно доначување. Ја би бил среќен ако и други институции за други промени успеат да направат вакви анализи кои што ќе може да ги чита јавноста. Ќе бидете дел од дебати овие денови. При крај сме на овој разговор. Вашиот колега од факултет Трајко Славески, кој што е член на раководството на ВМРО ДПМНЕ и во чие време практично беше воведен рамниот данок, вели дека сега вие уривате еден систем кој што го стимулирал растот на економијата, придонесувал за намалување на невработеноста и дека овој систем на прогресивно доначување ќе работи обратно. Ќе влијае на зголемување на даночна евазија, дека ќе зголемува сивата економија. У суштина, еве ја пратев дебатата во Албанија во 2013 година, тамо главното нешто што беше зборувано, еве слично на ова тука, дека ќе биде зголемена даночната евазија, што апсолутно тамо не се случи. Тоа е на класичен аргумент кој што го дава десницата. Многу е важно каков е капацитетот на администрацијата во справување со ова. Јас сум среќен дека со поддршка на Европската унија работиме на сериозно подобрување на капацитетот на УЈП и тоа еве го демонстрираме низ овие месеци каде што наплатата на приходите е одлична. Некои велат повеќе ќе платите за тоа, за зголемување на капацитетот на УЈП отколку што е ефектот на целата оваа мерка. Тоа апсолутно не е точно, бидејќи дополнителниот доход кој што го очекуваме од оваа мерка ќе биде насочен за финансирање не на целата, бидејќи таа ќе биде поголема во сума, на реформа на социјалата, значи на луѓе, наши сограѓани кои што живеат под линијата на сиромаштијата, ќе им се даде сериозно зголемување на социјалниот трансфер за тие да бидат излечени од сиромаштија. Тоа се пари кои што тие потоа ќе ги употребат во потрошувачки и тоа ќе ја движи економијата. Исто така би сакал, ја спомнавте и невработеноста. Сега се сеќавам дека кога ја зголемувавме минималната плата, истиот аргументи, напади беа дека тоа ќе предизвика огромна невработеност. Апсолутно може да видите дека минималната плата функционира, таа ги зголеми платите, а невработеноста се намалува и нема логика персоналниот данок на доход да влијае на тоа, бидејќи сега не зборуваме за вработените, не зборуваме за работниците, бидејќи тие ќе плаќаат по стапка од 10%, а заради даночното ослободување кај тие со најниски плати дури и помалку од сега. Сега прашањето е каде ќе биде евазијата? Дали некој кој што во моментов е на некоја висока менеджерска позиција, кој што да рече има 140.000 бруто плата и каде што дополнителниот данок кој што ова праведно доначување кој што ние го предлагаме ќе биде на месечно ниво 289 денари, дали ова што го кажува значи дека тој ќе си отиде од тамо и ќе влезе во сива економија да биде непријавен или тој дополнителен данок од 289 денари ќе се плати? Дел од дилемите отворивме вечерва, дел допрва ќе се отвораат овие денови. Се надевам дека за публиката беше интересно. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам и на вас за можноста.